Почитувани граѓани, почитувана јавност. Република Северна Македонија и оваа година бележи напредок кај слободата на медиумите во извештајот Репортери без граници. Во споредба со минатата година, напредокот на нашата земја е за 3 позиции. Додека пак во споредба со времето од ВМРО-ДПМН во 2016 година имаме подобрување од 19 места. Во 2016 година се шепотеше, сега гласно се зборува. Спроведените реформи, демократското владење, почитувањето на човековите права и слободи придонесоа за напредок на нашата држава во однос на слободата на медиумите. Секако дека има уште предизвици и треба да се продолжи со реформите и со постојано унапредување на медиумските слободи. Репортери без граници во своите извештаи како проблем редовно го извојуваат работењето на националниот јавен сервис, кој според извештајот на оваа организација се уште е под контрола и во функција на ВМРО-ДПМН. Критика за работата и потреба од подобрување на независноста на јавниот сервис беше нотирана и во извештајот на Европската комисија за напредокот на нашата земја. ВМРО-ДПМН со месеци свесно го кочеше изборот на членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и изборот на членови на Програмскиот совет на МРТ. ВМРО-ДПМН е последниот кочничар на медиумските реформи и последен столб на остатоците од гуревизмот. Ги повикуваме кадрите на ВМРО-ДПМН веднаш да дадат неотповикливи оставки од своите позиции како членови на Советот на АВАМУ и Програмскиот совет на МРТ и да се отворат вратите за нивна целосна професионализација. Потребно е да се изврши избор согласно новите законски одредби, што значи департизирање и професионализирање на Советот на АВАМУ и на Програмскиот совет на МРТ. Професионализацијата на агенцијата и МРТ е од особено значење за реформата на медиумите и унапредување на демократските вредности во државата. Реформите мора да продолжат во интерес и на државата, на граѓаните, но и на медиумите.